Изминаа првите два продолжени викенда, а со тоа и првиот вистински тест на ЕС, новиот дигитален систем за евиденција и контрола на влезот и излезот на државјани од земји што не се членки на Шенген зоната. Но, иако заигра оро заробени на влез во Грција за 1 мај, ниту српските, ниту македонските туристи ги радува оваа новост. Сега се чекаше по 4-5 сата. Сега ќе се чека по 12, по 10. Значи, ако се овако настави у оним гужвама кои су недавно не биле и пре овога, неќе имати туристи. Постои ли можност Грција да го олесни влезот и излезот за соседите, и ако да, кои се сценаријата? Околу 160 километри по автопатот Пријателство, толку неделја од Скопје до кафе и краток одмор веднаш по влезот на грчка територија. Но целта ни беше друга. Тргнавме кон нашиот јужен сосед Грција, преку граничниот премин Богородица Евзони. Ќе провериме со каква административна процедура ќе се соочиме за влез во земја членка на Европската Унија. Патувавме во работен ден и во работно време. Немаше сообраќај по пат, па не очекувавме метеж ниту на граница. На преминот Богородица пред нас имаше само 2 автомобила што чекаа ред за да поминат. Пасошка контрола и продолживме и ние. Гужва немаше ниту на Евзони, но одеше побавно. Неколкумина патници веќе чекаа да поминат низ процедурата на новиот систем. Излеговме и јас и колегата снимател. Ни побараа само пасоши, а другите документи ни ги вратија. Следуваше фотографирање. Стои мирно, ама оди малку подесно, беа насоките на љубезните контролорки. Потоа, скенирање на 4 прсти од десната рака. Истата процедура ја помина и колегата. Па продолживме на грчка територија. Целата процедура што ја налага новиот систем за влез во земја членка на Европската Унија, нам, за двајца патници, ни одзеде неколку минути. Краток одмор и тргнавме назад по истата рута. А дали фотографираат и при излез од Грција? Сега тоа ќе видиме. Ги спремивме документите и дилемата ја расчистивме на Евзони. За излез од Грција чекаа повеќе автомобили. Влеговме во побрзата лента. На шалтерот веќе некој ги скенираше прстите. Луѓето во автомобилот со грчки таблички пред нас покажаа само пасоши. Нам ни побараа пасоши и повторно ни ги скенираа прстите. Прашав дали треба и фотографирање. No фото беше одговорот. Брзо поминавме на македонска територија. Искуството ни покажа дека задржувањето по автомобил сега е подолго. Ако нема сообраќај, нема проблем. Но како што покажа првомајскиот викенд, чекањето може да одземе и до 10 часа. За нивното искуство поразговаравме со возачите што ги затекнавме. Се погоди најбројни да бидат од Србија. Ако не нешто не предузму, неќе имати сезони готове. Треба да се тоа обустави, таа процедура. Да се врати на старо као што е код нас. Јел би пошли за Грчку у такви околности? У сезони не. Па ми сме супер прошли jer danas nema gužve, ali inače brzo prođemo nas 4, ali video sam neki drugari su išli u nedelju, to je bio pakao. Sad su bila 3 kola, pa je to prošlo brzo. Колку време беше потребно за вие четворица сега да поминете? 2-3 минути. Од прилики, а само што кога има 500 автомобила, тоа е проблем. Дали би тргнале за Грција еве на летување во вакви околности кога е шпиц на сезоната? Не. Не би ишли за Грчку, не. Што мислите што треба да се направи? Па не знам, да се тоа уради дигитално, па само да покажемо и да идем. Да урадимо онлайн. На постапката и чекањето се жалеа и македонските граѓани. Сега се чекаше по 4-5 сата. Сега ќе се чека по 12, по 10. Вие сте биле, колку време ви треба за да поминете? Види, имам бугарска лична карта, право давам нити отисоци, нити сликање, нити ништо. Ама сега со ова, јас мислам дека има до Миравци, до горе, до Неготино околу оно. За новиот систем негодуваат и македонските државјани од пограничниот регион, чија работа налага често поминување на границата. Јас сум вработен во казино, мислам дека многу гужви се ставаат со овој систем, значи треба некоја толеранција од Европската Унија, значи за нас работените што работиме во овој дел, да се олесни малку, значи пристапот до
после грчката граница. Не е проблемот за возачите, проблем е за македонското стопанство. Ние по 3 дена ја правиме една тура од Солун до Скопје. По 3 дена. Додека во Европа за 3 дена одат по 1000 км, по 2000 км поминуваат. Според статистиката на Министерството за внатрешни работи, за време на продолжениот викенд за 1 мај, на граничниот премин Богородица влез во државата оствариле 26.579 лица, и македонски и странски државјани. Во истиот период, излез оствариле вкупно 14.797. Само за споредба, за време на летната сезона, преку Богородица во Грција влегуваат и до 50.000 патници за време на викендите. Од страна на граничната полиција на нашата држава се превземени сите мерки и активности, односно ставени се во функција сите расположливи материјално-технички и човечки ресурси со цел обезбедување брз и непречен проток на патници на сите гранични премини. Очигледниот проблем што го донесе новиот систем за влез и излез од Шенген зоната веќе е кренат на ниво на аларм во повеќе држави. Се разговара за можни решенија. Британските медиуми, например, објавуваа дека Грција и други популарни туристички дестинации ја укинале процедурата за нивните државјани. Применјуваće se taj sistem možda u nekim večernjim satima i u terminima kada nema veliki gužvi. Викендов таков третман за српските туристи најави генералниот конзулат на Србија во Солун. Da sigurno da neće biti zvaničnog dokumenta, ali srpski turisti s obzirom na izuzetne, ja to moram zaista da naglasim, izuzetne političke odnose Republike Srbije i Republike Grčke, zahvaljujući našem predsjedniku Aleksandru Vučiću, gde su nam sva vrata otvorena, otvorila su nam mogućnost da se na srpske turiste gleda privilegovano i da biće suspendovan entry-exit sistem u periodu od 1. juna do 30. avgusta. По ваквата објава од српските власти, шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски изјави дека за ова прашање неколку земји од регионот се во комуникација со Европската унија и со нашите соседни земји членки на унијата. За сега нема одговор. Приметив исто така, викендов еден обид да се направи од темава естрада во соседна Србија, естраден пристап на вистина, затоа што кога се случуваат тие големи гужви на гранични премини, посебно на копнените гранични премини, не може вие да тргнете државјани од една држава во една лента, а други да ги оставите сите во други ленти. Низ нашата земја транзитираат голем број на државјани на земји членки на Европската унија. Нашите државјани од земји од регионот кои што не се земји членки на Европската унија, и затоа секој резултат кој што ќе го постигнеме, можеме да го направиме само колективно. Варијантата која сепак се чини најблиска до вистината е дека ЕС системот им дозволува на земјите членки на Европската унија да го суспендираат системот во периоди кога има големи гужви на границите, најмногу до 6 часа во текот на едно деноноќие. Таа опција засега е активна само за ова лето. Сања Ристовска е долгогодишна дописничка на државната агенција МИА од главниот град на Грција, Атина. Таа вели дека во грчките медиуми нема многу вести и анализи за ЕС системот, но потенцира дека туризмот е многу важен за Грција, со оглед дека само минатата година имало рекордни 38 милиони туристи. Официјалниот став од грчката влада е дека самата регулатива на Европската унија дава одредени можности и алатки на секоја земја да се соочи доколку постојат некакви притисоци. Ова е официјалниот став од портпаролот на грчката влада Павлос Маринакис од минатата седмица. Сега ова како би можеле да го толкуваме? Би можеле да го толкуваме дека можеби доколку има многу гужви на граница, дека нема да се спроведува. Меѓутоа ова е само толкување, останува да видиме како ќе биде во пракса во текот на летниот период. Таа вели дека нема официјален став од грчките власти за потенцијално привилегирање туристи од одредени земји, ниту пак за неформално заобиколување на новата процедура. Од Грција нема официјално соопштение, ниту за британците, ниту за србите. И овде во Грција за британските туристи, ми се чини пред 2 седмици беше дека се дозна токму од британските медиуми, кои што се повикаа на информации од представник на грчката туристичка организација во Британија и грчката амбасада во Велика Британија, меѓутоа официјална потврда од овде од Атина немаше. Исте случајот и со српските туристи.
Од Туристичко-гостителската комора на Македонија велат дека постои неизвестност, но засега нема откажување летни аранжмани. Побарале од Грчкото министерство за туризам во текот на летната сезона македонските туристи да бидат изземени од процедурата. Ние очекуваме до крајот на месецот да има некој став, значи Грчкото министерство, меѓутоа ние мислиме дека и да нема некоја официјална потврда дека ќе има некое као неофицијално суспензирање на системот која ќе проценат грчките погранични власти дека има големи гужви на граничните премини и тоа ќе биде значи на мала врата значи спроведено. Нема да се чека долго за да се дознае евентуалното решение. Ќе покаже првиот жежок јунски викенд или можеби веќе покажа изминатиот.